И да ги вметнеме бугарите во уставот, повторно Македонија може да извиси со почеток на преговорите со Унијата. Жестоките протести во Франција, мигрантската криза која не стивнува, економските последици од пандемијата, како и војната со Украина, може да бидат причини Европската Унија да го запре проширувањето. Протестите во Франција на среден и долг рок може да влијаат на проширувањето на Унијата. Оти внатрешните состојби на главните членки на Европската Унија индиректно влијаат на политиката на Унијата, велат дел од аналитичарите. Димитар Николовски од Евротинг за Алфа вели дека улога имаат и изборите кои наскоро ќе се случат во Франција, односно влијанието на Марин Ле Пен, која не е оптимист за европроширувањето. Се гледа дека има тука едно поголемо незадоволство против владата, секако не се истите луѓе кои протестираат сега и кои протестираат таму, меѓутоа можеме да забележиме дека тоа антимигрантско расположение во Франција ќе се зголемува поради овие протести. Можеме да видиме веќе и судири помеѓу таа крајна радикална десница и оние кои моментално протестираат, значи може да се зголеми и популарноста на таквите радикални десничарски и во крајна мера евроскептични движења. Франција пред неколку години беше кочничар за проширување на Унијата. Дури и новата методологија на Европската Унија беше донесена по нивен притисок. Дали сега повторно Макрон, соочен со нереди притисоци од неговиот главен политички противник, може да го промени ставот е нејасно. Ана Кристиновска од Естима за Алфа вели дека токму Макрон пред неколку години не сакал проширување, но тогаш влијал и притисокот на екстремната десница. И таа вели позицијата на клучната земја членка ќе се искристализира по изборите таму. Во моментот кога во Франција ќе има нови избори, дека темата на проширување нема повторно да се најде на политичката агенда. Исто така претседателот Макрон кажува дека методологијата која што беше усвоена токму под инсистирање на Франција во моментот не е соодветна и она што би требало да го очекуваме, односно да се надеваме дека ќе го избегнеме, е некаква нова ревизија на методологијата и на самата политика на проширување, која што би имала потенцијал дополнително да го одложи, да го закочи процесот за сите држави кандидати и потенцијални кандидати. Инаку внесувањето на бугарите во уставот, како и низата на барање од Македонија за да ги почне преговорите со Европската Унија, беа токму предлози на Франција. Дали, иако македонската влада го прифати францускиот предлог, прифати и се обврза да го исполни за да почнеме преговори, ќе остане со празни раце, останува нејасно, барем до изборите во Франција. Иако не сме да се заборави и француската идеја на така наречената Европска економска заедница, како алтернативна форма за да се задоволат земјите кои претендираат да станат членки на Европската Унија.